Rečenicата "можам да те сакам и од далеко" има свое значење, своја содржина, која што е адекватна во некои ситуации. Меѓутоа, јас сакам да зборувам овде за практичната примена на таа реченица, односно од оваа реченица да направам техника, метод на однесување, кој што може да ни помогне во одредени ситуации, во кои што, за жал, сакали или не, сите понекогаш се наоѓаме во животот. Јас сум Жаклина, вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Реченицата "можам да те сакам и од далеко", искрено не се сеќавам каде сум ја чула, од каде сум ја собрала, па ако знаете, напишете ми во коментар, или ако сте ја чуле предходно, се надевам дека ја применувате во животот и се надевам дека ви помогнала и ви олеснила во одредени ситуации, не само да изговорите, туку и на вистина да верувате во тоа и практично да ја примените во животот. Ова реченица е тесно поврзана со различни конфликти кои ги имаме во животот, различни ситуации во кои влегуваме понекогаш не по наша вина, но во секој случај со наша одговорност, и тоа најчесто во конфликтни ситуации со блиски луѓе, после кои може и да прекинеме некој однос и да се чувствуваме дека сме изгубиле некој кој ни е драг, кој ни значи, кој ни е вреден, кој ни бил близок. Меѓутоа, ете, нели, може би само на одреден период, може би за секогаш, нашиот однос завршил и сега, освен сите тие други трауми кои што ги имаме, треба да се носиме и со тоа дека се уште чувствуваме нешто за таа личност. И толку за тоа сакам да зборувам. Ако некој сме сакале до вчера, ако ни бил драг, ако сме поминувале време со него, и ако денес, а тоа никогаш не е од денес, тоа се секогаш некои неразрешени конфликти, муабети, некои проблеми со кои не сме се соочиле навреме, дојде до таков конфликт или недоразбирање, после кој нашиот однос ќе заврши, ние ќе ја изгубиме таа личност, треба да се носиме и со чувството дека се уште ни значи, се уште ја сакаме и да се обвинуваме себе си поради тоа, дека сме слаби, сме збунети затоа што имаме измешани чувства, затоа што се очекува и треба да бидеме лути, гневни, да ја заборавиме, да ја избришиме. А ние се уште чувствуваме некакви емоции за таа личност. Во контекст со оваа фраза, односно со незината примена, сакам да расчистам и две-три други работи кои ги споменав, а тоа е прво конфликтните ситуации, конфликтите со блиските луѓе и неколку збора за тоа дали односите со луѓето кои сме ги граделе со години, можеби туку така завршуваат. Дали имаме избор малку поинаку да гледаме на тоа, за да не ни биде толку стресно, мачно, болно, напорно. Значи, прво за конфликтните ситуации, за жал, на сите ни се случуваат и секогаш не умееме да се исконтролираме максимално во такви ситуации. Понекогаш губиме контрола, понекогаш не понесуваат емоциите, понекогаш сме навредени, понекогаш сме едноставно немоќни, па се расправаме, повишуваме тон, кажуваме зборови кои што не ги мислиме, и во такви ситуации ние или другата личност може да се почувствуваме навредени и повредени и некогаш тоа да биде толку многу болно што ќе ни треба подолг период да простиме и нашиот однос може да заврши или пак да биде прекинат на одреден период, додека ние двајца кои сме дел од таа приказна не се собериме, анализираме, расчистиме, додека не оттагуваме, не простиме, не видиме можеби дали и ние сме придонеле за да дојде до таквиот чин и потоа можеби ќе го продолжиме нашиот однос, меѓутоа многу често тој однос нема да биде ист како што бил претходно, а можеби емоциите кон таа личност во нас ќе останат исти какви што биле претходно и тогаш може да се обвинуваме. И токму затоа би било убаво во конфликтите во кои што можеби ќе влеземе со личностите кои ни се блиски и драги, да бидеме малку повнимателни, да се фокусираме на тоа што е причина за нашиот конфликт,
da го критикуваме однесувањето или она што ни го направила личноста и не ни се допаднало, а не целокупната личност, не сето нејзино однесување, да се обидеме да не ставаме етикети, да не навредуваме, затоа што можеби нема да имаме можност да го поправиме тоа. И од друга страна би било убаво, колку што можеме повеќе да останеме смирени во таквите ситуации и свесни дека и покрај сето тоа што во моментот се случува, таа личност ни е драга, ние сме и драги, имаме нешто што не вреди да се изгуби, имаме нешто за што можеби понекогаш е во ред и да се премолчи и да се тргне настрана, да се смират страстите. Што значи дека тогаш кога влегуваме во конфликтни ситуации со нашите блиски, со луѓето кои ни се драги, со луѓето со кои сме подолго време, би било убаво да внимаваме колку што можеме повеќе да се фокусираме на проблемот и да ја насочиме нашата критика кон она што не повредило, кон она што во моментот е актуелно, без да се навраќаме на што било пред 5-10 години. И исто така е битно малите конфликти, ситуациите кои ни изфрустрирале, ни изиритирале претходно во текот на времето кој го поминуваме заедно, да ги разрешуваме на лице место, веднаш, најбрзо колку што можеме, затоа што ако тие се собираат едно по едно, ако премолчуваме, на крај да се појават и како лавина, се да излезе од нас што сме премолчувале и тој однос да заврши, иако можеби, ако сме малку поразумни, нема да има потреба од тоа. Во такви ситуации, поврзано со сето ова, велиме нашиот однос заврши или некој однос се прекинал. Меѓутоа, во прилог на тоа може да кажам дека, иако може да изгледа само како игра на зборови, реченична конструкција, меѓутоа дека е подобро, или барем мене ми помогна практично, а тоа е да се убедам себе си дека тој однос не завршил, туку ја променил својата форма, затоа што и кога ќе го прекинеме односот, ние се уште сме во некаков однос, ги имаме заедничките спомени, размислуваме на таа личност, можеби понекогаш сакаме да го продолжиме тој однос, можеби ни треба време да одболуваме, имаме многу заеднички нешто, многу заеднички пријатели, можеби места на кои што сме биле заедно, па не мора да го сметаме тоа како завршен однос, па дури и кога е за секогаш завршен, туку како однос кој ја променил својата форма. Некоја нова форма, односно не сме толку блиски, не сме толку интимни, не сме толку заедно, не споделуваме, меѓутоа односот се уште меѓу нас постои. Ние сме поврзани преку сите тие работи кои што претходно ги споменав и можеби со тек на време, можеби ќе поминат години, додека тој однос навистина не заврши, додека не размислуваме, не се сеќаваме на таа личност, не боли мислата на неа, не размислуваме можеше вака, можеше така. Дотогаш тој однос може да продолжи да трае, само во некоја друга форма и да живее сосем поинако. Во спомените можеби, во тој однос да ги памтиме само убавите работи. Тоа се разбира, не значи ние да се лажеме и да замислуваме дека односот се уште трае, се е прекрасно и се е весело и се. Не. Само едноставно како еден период, една транзиција кон освестувањето и сваќањето дека многу работи се промениле, дека тој однос веќе не постои, тој човек веќе не е дел од нашето секојдневие, од нашиот живот. А во врска со тоа и онаа фраза која што ја спомнав на почеток и за која го снимам целото ова видео, а тоа е: можам да те сакам оддалеку. Реченица која мене многу ми помогнала, затоа што кога после некоја многу конфликтна ситуација или после повеќе конфликти, конечно ќе ставиме крај на некој однос. Тоа не значи дека нашите емоции за таа личност ќе се сменат. Можеби ќе чувствуваме и гнев, и тага, и болка, и лутина, и омраза. Се тоа човечки. И се тоа може да ни се појави како чувство. Меѓутоа, можеби заедно паралелно со тоа ќе чувствуваме дека таа личност не недостига, дека си не достигаме себе си во некоја улога во која што сме биле или
во нешто што сме правеле, ни не достига тој дел од нас кој се развивал и постојал преку интеракцијата со таа личност. Може би ќе чувствуваме празнина, болка и се тоа во ред. Може би ќе чувствуваме и дека се уште таа личност ни е драга, ја сакаме. Не мора да се обвинуваме за емоциите кои ги чувствуваме, затоа што конфликтот кој се случил е едно, доколку таа личност не повредила, тоа е друго. Доколку поради известни своји причини, поради нешто што можеби не и се случувало во животот, го сменила воопшто односот кон животот, па така го сменила и кон нас, можеби веќе не сме потребни, можеби сме се одиграле својата улога, можеби завршила нашата заедничка приказна. Тоа не е причина таа личност да не ја сакаме. Тоа не е причина да не си дозволуваме, односно да си забрануваме да чувствуваме за таа личност, што и да чувствуваме. Она што е битно е нашата реакција, нашиот однос. Ако сме повредени, навредени, ако веќе сме поминале низ некоја конфликтна ситуација, ако веќе сме поставиле некои граници, да се држиме до тоа. И нека биде така, се додека не бидеме подготвени да биде поинаку, сепак се е наш избор. Меѓутоа, ако сакаме да останеме дистанцирани, далечни, може би условно да го завршиме нашиот однос, а се уште чувствуваме емоции кон таа личност, тогаш да си го признаеме и дозволиме тоа и да се кажеме: можам да те сакам и оддалеку. Тоа што ние ги чувствуваме нешто за таа личност, тоа не значи ништо. Тоа не прави нас ни послаби, ни поневредни, ниту пак некако ете во таа ситуација ние сме испаднале жртви. Не прави само личност која е свесна за сите своји чувства што ги има. На крајот на криштата не може да престанеме да сакаме некој преку ноќ. Не можеме да се натераме некој да не ни недостига повеќе. Но тоа не значи дека треба да бидеме заедно, да дозволуваме, да допуштаме, да бидеме навредувани и повредувани. Ништо од тоа. Не мора да имаме никакви односи. Она што е битно, ние да расчистиме со себе. Каде е нашиот однос со конкретната личност во нас? Дали сме го завршиле целосно? Дали се уште трајни треба време? Кои емоции ги чувствуваме? Колку се тие непријатни? Дали постојат пријатни емоции? Дали постојат се уште работи кај таа личност кои ги вреднуваме? На кои што се восхитуваме? Ако е така, се е во ред. Затоа што ние сме биле со таа личност и не можеме сега после се да негираме и незините квалитети, и незините вредности и нашите емоции, за да не се оптоваруваме, да не се чувствуваме слаби, сгрешив пак, што си направив, јас секогаш погрешно бирам, уште еднаш ме изневерија, повредија и така натаму, да не влегуваме во улога на жртва, да си кажеме свесно на себе си дека да, и покрај се, таа личност ги има тие вредности, да, и покрај се, јас ги имам тие емоции. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе дозволам да влегувам во односи кои ќе ми прават штета. И тоа е апсолутно во ред. Посакувам што е можно помалку конфликти, особено со блиските луѓе, што е можно помалку завршени односи, иако тие се дел од сечи живот. Да сакате одблиску, оддалеку, да ја ширите љубовта и да уживате во неја. Се најубаво до следното видео. Ставите лайк на ова видео ако ви се допаѓа. Претплатете се на каналот или стиснете subscribe на звончето под видеото и со некое друго видео и со некоја нова тема се гледаме наскоро.